Астероидот 2025 ТФ, со големина од 1 до 3 метри, минал на само 428 километри од Земјата на 30 септември 2025, поблиску и од некои сателити. Откриен неколку часа подоцна, што повторно го отвора прашањето за раното предупредување. Научниците велат дека и да навлезеше во атмосферата, целосно ќе изгореше. Не постоел ризик, но алармот останува, иако ваквите минувања не се секојдневни, тие не се ни невообичаени. Според НАСА и ЕСА, секоја година неколку мали астероиди минуваат поблиску од месечината. Научниците ги користат овие случаи за унапредување на системите за следење и заштита. Нема закани во блиска иднина, но подготвеноста е клучна. Според НАСА JPL, до 2030 година не се очекуваат големи астероиди со ризичен прелет. Сепак, ваквите настани подсетуваат на важноста од континуирано следење и инвестиции во планетарна одбрана. Google проширува дел од функциите на YouTube Premium, вклучувајќи побрза репродукција која сега е достапна не само во мобилната апликација, туку и на Android, iOS и Web. Овие алатки им овозможуваат на корисниците поголема контрола врз видеата што ги гледаат или слушаат. Претплатниците сега можат автоматски да преземаат YouTube Shorts за гледање офлайн и да ги гледаат во режим слика во слика и на iOS, покрај Android. Функцијата Jump Ahead, што овозможува автоматско прескокнување до клучни моменти во видеото, веќе функционира и на паметни телевизори и конзоли. Најновата аудиофункција овозможува избор на опција High во поставките, не само во YouTube мишек, туку и во главната YouTube апликација на Android и iOS. Ова се однесува и на Art Tracks, песни без видеоспотови. YouTube Premium продолжува да нуди подобро корисничко искуство, не само без реклами и со YouTube мишек, туку и со технички подобрувања за моќни корисници. Најбогатиот човек во светот, Илон Маск, повторно предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, овој пат поради негодување кон платформата Netflix. Повод за неговиот гнев се коментарите на Хамиш Тил, креаторот на анимираната серија Dead End, Paranormal Park, кој го нарече неодамна убиениот Чарли Кирк случаен нацист кој беше застрелан. Чарли Кирк беше познат како близок соработник на Доналд Трамп и критичар на така наречената вок култура, став што го дели и Маск. Бизнисменот веднаш реагираше со откажување на својата претплата на Netflix, а на платформата X ги повика и другите да го следат неговиот пример. Како поддршка на неговата позиција, Маск објави и меме во кое се тврди дека Netflix им нуди на децата тројански конј исполнет со трансродова вок агенда. Некои критичари на серијата на стил дури ја обвинуваат дека има скриени пораки во корист на LGBT заедницата.